Среда 10 мај го гледате најновото издание на регионалните вести. Последна седница на Советот на општина Тетово во овој советнички состав. Мандатот на градоначалниците и на советниците во сите општини истекува на 15 мај. Советниците на општина Тетово денес ја одржаа последната седница од нивниот мандат. Уставниот суд донесе одлука да не поведува постапка по двете иницијативи за продолжување на мандатот на градоначалниците. Нивниот, како и мандатот на советниците во општините, истекува на 15 мај. Тетовските советници сметаат дека тоа негативно ќе се одрази врз граѓаните. Секако дека има влијание, пошто сите овие наши одлуки понатаму и одлуките на градоначалниците нема да бидат важечки, затоа ние чекаме и се надевам дека ќе се најде соодветно решение до новите избори. После оваа одлука сигурно дека општините во Република Македонија ќе имаат големи потешкоти околу реализација на секојдневните работи, а камоли за реализација на проекти и инвестиции, и така има проблеми во тој смер. Меѓутоа, јас мислам дека потхитно треба да се најде решение за да не се блокира тотално работата на општините, а со таа блокада сигурно ќе прво ќе настрадат граѓаните кои секојдневно имаат потреби и барања околу реализација на своите цели. Настанува еден општ хаос, блокада на сите општини. Едноставно граѓаните ќе не може да ги остварат своите права. После ова не знам што преостанува. Може би ќе се најде некој модус со, ако се избере во најскоро влада, па некоја одлука на владата или на парламентот. Не знам, стварно на вистина не е битно за нашите мандати, но граѓаните и државата доведена во еден колапс, каде што нема ништо да функционира. На денешната седница советниците расправаа за 34 точки на дневниот ред, како и за неколку дополнителни од областа на урбанизмот. Беа избрани представници во училишните одбори во неколку тетовски училишта, чиј мандат завршил. Усвоени беа и предлог стратегии за одржлив развој на општина Тетово за период 2017-2021 и за развој на туризмот за периодот 2017-2022. Денеска се пред советниците се неколку точки што се однесуваат на легализација на диво изградените објекти според законот за легализација. Исто така на дневен ред се и две значајни стратегии за општина Тетово, стратегија за одржив развој и стратегија за развој на туризмот во општина Тетово, која ќе биде во предмет на расправа на денешната седница. Овие две точки се изработени од страна на фирма избрана од страна на општина, каде се евидентирани сите потенцијали на општина во полза на развој на туризмот, како што е зимскиот туризам, што опфаќа Попова шапка и руралниот туризам, потенцијалите на рурален туризам и можностите за развој на општина Тетово во периодот 2017-2022 година. Инаку советничката група на ВМРО ДПМН ја напушти седницата на самиот почеток, затоа што, како што посочи координаторот Горан Јовановски, се револтирани поради тоа што тетовската градоначалничка повторно не присуствуваше на седницата. Стоп на насилството, стоп на омразата е мотото на денешниот настан кој младите на движењето за реформи на ДПА го организираа на градскиот плоштад во Тетово. Младите на движењето за реформи на ДП од градскиот плоштад во Тетово пуштија во воздух 27 балони на символичен начин да се потсети јавноста на немилите настани кои на 27 април се случија во собранието, каде беа претепани пратеници новинари, меѓу кои лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села. Младите побара одговорност и преземање на конкретни чекори мерки за пронаоѓање и казнување на сите лица кои учествувале во инцидентот.
Денес одбрфавме со овој мирен настан со мотото "Стоп на насилството" и "Стоп на омраза" да се даде порака за мир со овој символичен чин се поседуваме на немилните настани од 27 април, пуштање на небо на 13 бели балони, 13 црвени и 1 црн. Ние како млади на ДРДП одбравме ова форма денес да ги убедиме сите дека правдата, мирот и интеграцијата се европски модели кои ќе осветлуваат нашата политичка иднина. Младите на движењето за реформи на ДП опатија порака докако што рекоа младите македонци дека се постојано манипулирани со цел одредени структури на власт да го одбранат криминалот и корупцијата. Намалувањето на процентот на вакцинирани деца во регионот на Гостивар се потврди со активностите на неделата на имунизација. Лекарите ќе ја враќаат довербата кај родителите преку разговори и едукација. Над 150 деца во регионот на Гостивар на различна возраст биле вакцинирани теренски во текот на Европската недела на имунизација што се спроведе неодамна. Во одделението пак за вакцинација во здравствениот дом вакцина примиле 85 дечиња. Падот на процентот на вакцинирани деца што беше забележан претходно се потврдил и со активностите од неделата за имунизација. Медицинските тимови ќе ја враќаат довербата кај родителите преку посети, разговори и едукација. Лекарите апелираат да се почитува редовниот календар за имунизација и тврдат дека вакцините штитат од многу заразни болести и не се штетни по здравјето. Вакцините се сигурни, безбедни и ефикасни, набавени се од реномирани и проверени фармацевски куќи, кои што се на листата на Светската здравствена организација. Вакцината која што ја прима детето обезбедува заштита од болеста против која се вакцинира, спречува заболување, спречува инвалидност, па на крајот спречува и смртност. Значи, во никој случај и покрај силната антивакцинална кампања, не можеме да кажеме дека вакцината представува или предизвикува штети по здравјето на децата. Стручните лица сметаат дека отпорот кон вакцинацијата кој се шири меѓу родителите во последните години е под влијание на антивакциналните кампањи. Македонија генерално се смета за земја со висок опфат на имунизација. Значително опаѓање има кај МРП, морбили рубеола паротит, вакцината, која лани не ја примиле околу 2800 деца на 13-месечна возраст. Во регионот на Гостивар, освен за МРП, процентот на опфат е понизок и за ХПВ вакцините. Тетовец загина во сообраќајка на регионалниот пат Скопје-Тетово. Тешко повреден е и возачот на возилото. 68 годишен тетовец загинал вчера попладне откако задобил тешки повреди во сообраќајна несреќа случена на регионалниот пат Скопје-Тетово. Несреќата се случила околу 16 часот и 45 минути, кога патничко возило Citroen C3 со тетовски регистерски таблици, што го управувал 74 годишниот тетовец МС, од засега докрај неутврдени причини загубило контрола, излетало од коловоз, се превртело и завршило на блиската височинка. Од излетувањето и превртувањето 68 годишниот сопатник МТ, исто така од Тетово, задобил тешки повреди од кои починал, а неговото безживотно тело било пронајдено испаднато надвор од возилото, 30 на метри подалеку, информира СВР Тетово. Возачот со тешки телесни повреди пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош како итен случај префрлене на скопските клиники. Откако претходно тетовските пожарникари успеале да го извлечат од хаварисаното возило каде бил заглавен. Јавен обвинител и екипа од секторот за внатрешни работи Тетово извршиле увид и се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и другите поединости. Првично причина е неприлагодена брзина според условите на патот, додека материјалната штета се проценува на 200.000 денари. Вработена во телекомуникацијска компанија доби кривична пријава затоа што искористила лични податоци за лажни претплатнички договори. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 33 годишна жена од село Мала Речица, вработена во телекомуникацијска компанија поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на лични податоци, посебни случаи на фалсификување исправа и употреба на исправа со невистинита содржина.
на 10 ноември 2016 година на домашна адреса на ВБ, 28 години од Тетово, пристигнале опомени од компанијата за неплатени фактури, односно користени услуги за мобилни телефони за кои истиот рекол дека немал направено никакви договори со наведениот правен субјект. Кога пристигнал во салонот на компанијата од страна на вработените, му било кажано дека на 25 јули со телекомуникацијската компанија има склучено 2 одделни договори за основање на предплатнички односи за користење на јавна комуникацијска мрежа и електронски услуги и се издадени 2 сим картички со телефонски броеви. По преземените мерки извршеното графолошко вештачење е утврдено дека пријавената, користејќи ги личните податоци на ВБ, ги изготвила и подпишала предплатничките договори, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи. СВР Тетово поднесе кривична пријава и против НЧ, 46 години во Тетово, поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело, приредување на игри на среќа без лиценца, односно без дозвола од надлежен орган, согласно Законот за игри на среќа и забавни игри. На 18 февруари 2017 година полициски службеници во содејство со инспекцијска служба од Управата за јавни приходи извршила контрола во спортска обложувалница без фирма во Тетово, каде бил затекнат пријавениот кој се представил како вработен. При контролата било констатирано дека пријавениот не поседува соодветна документација и дека во текот на февруари 2017 година организирал игри на среќа без да поседува лиценца, односно дозвола од надлежниот орган за вршење таков вид на дејност. Од страна на УЈП донесено е решение за забрана на приредување игри во време трајање од 30 дена. СВР Тетово апелира до сопствениците на угостителските објекти да ја регулираат јачината на музиката, зашто во спротивно за прегласна музика можат да се соочат со глоба до 1000 евра. Овој месец и Полошкиот регион го карактеризира зголемена викенд раздвиженост во угостителските објекти и пред се во кафулињата на летните тераси и во дискотеките, во кои наскоро во летните месеци јуни, јули и август позабележително ќе биде присуство на младите, особено во вечерните часови. Тогаш обично се организираат различни роденденски и други забави, на кои има гласна музика која неретко ги вознемирува другите граѓани, пред се оние кои живеат во близина на угостителските објекти. Ова најмногу се однесува на угостителските објекти кои се наоѓаат во приземје на стамбени згради. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до сопствениците на ваквите објекти, кафулиња, дискотеки и друго, да внимаваат на јачината на музиката што ја пуштаат во нивните локали или свират музичките групи. Во спротивно ќе се соочат со пријави и глоби која изнесува од 500 до 1000 евра во денарска противредност и плюс од 200 до 500 евра за одговорното лице на правното лице. Доколку пак станува збор за трговец поединец, глобата се движи од 500 до 800 евра, ако не преземе конкретни мерки да го спречи нарушувањето на јавниот ред и мир во неговиот објект. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира исто така угостителите да не дозволуваат престојување на малолетници во објектите по 24 часот, ниту да ги послужуваат со алкохолни пијалоци, бидејќи во тој случај ги очекуваат високи глоби кои се движат од 600 до 800 евра. За послужување алкохол на малолетници угостителите можат да бидат и кривично гонети. Во наредните денови секторот за внатрешни работи Тетово значително ќе ги интензивира контролните активности во угостителските објекти и сите прекршоци што ќе бидат констатирани законски ќе се санкционираат. Лекарка од клиниката за неврологија од Скопје е најдена мртва синоќа во незиниот дом на улицата Елисије Поповски, соопшти полицијата. Полициски извори велат дека незиниот сопруг бил повикан на разговор. Во недостиг на точни информации се шират шпекулации дека станува збор за самоубиство и дека сопругот го нашол телото. Жената имала повреди од нож во вратот и сеченици по рацете, како и сечени вени на рацете. Телото на починатата е предадено на обдукција. Уставниот суд донесе одлука да не поведува постапка по двете иницијативи за локалната самоуправа односно мандатот на градоначалниците. На денешната седница на Уставниот суд судијата известител Елена Гошева предложи да не се поведува постапка бидејќи, како што рече, Уставниот суд не може да креира нова правна состојба кога тоа не го направил законодавецот. Уставниот суд ја цени содржината на одредбите, а не тоа што го нема. Неприфатливо е во законот да не е утврден механизам како да се постапи во случај да не можат да се распишат избори, со што би дошло до закочување на работата на локалната самоуправа. Ние утврдивме дека законодавецот има уставно овластување да го уредува ова прашање.
Само тој има уставно овластување и тоа е негово право, порача таа. Мандатот на градоначалниците и на советниците во општините истекува на 15 мај, откако Уставниот суд донесе одлука да не поведува постапка за продолжување на мандатот на градоначалниците на потек, според експертите е собранието. Единственото решение, како што велат, е свикување седница за измени во изборниот законник, за да не се блокира работата на локалната самоуправа. Судот ќе поведе постапка за субвенциите со времена мерка. Земјоделците ќе можат да ги добијат субвенциите и пред да се формира новата влада. Ова произлегува од денешната одлука на Уставниот суд да покрене постапка за субвенциите со времена мерка. Во спомен на загинатите гостиварски бранители Горан Илиевски и Ненад Серафимовски, викендов ќе се одржи меморијален фудбалски турнир. Годинава по втор пат ќе биде организиран меморијален турнир во фудбал посветен на трагично загинатите гостиварски бранители Ненад Серафимовски и Горан Илиевски Мече. Турнирот ќе се одржи престојниот викенд, а вкупно ќе учествуваат 8 екипи. Надпреварите во сабота ќе се одиграат во спортската сала Младост во Гостивар со почеток во 15 часот. Финалето е закажано за во недела на стадионот во Зубовце, родното село на Ненад, терен кој го носи токму неговото име, со почеток во 13 часот. Меморијалниот турнир го организираат другарите на гостиварските херои Нено и Мече. Иницијативата се покрена лани на првата годишнина од нивното погубје, со пораката Хероите живеат вечно. Горан Илиевски Мече од Гостивар и Ненад Серафимовски од Зубовце ги загубија животите во крвавите кумановски настани во 2015 година. Учествуваа во полициската акција во населбата Диво населје во Куманово. Горан како припадник на единиците за брзо распоредување, а Ненад како припадник на специјалната единица Тигри. Американскиот претседател Доналд Трамп го отпушти директорот на Федералното истражно биро Джеймс Коми, човекот кој ја водеше агенцијата што ги истражува врските на неговиот изборен штаб со Русија. Како причина за отпуштањето се наведува дека Коми водел погрешна истрага во врска со мејловите на претседателскиот кандидат на Демократската партија Хилари Клинтон. Во образложението се наведува дека поради тоа и министерот за правда Джеф Сешонс и неговиот заменик Род Росенцайн препорачале Коми да биде отпуштен. Во писмото до Коми претседателот Трамп наведува дека тој не може ефикасно да го води бирото. Мун Џаe Ин денеска положи заклетва како нов претседател на Јужна Кореја и веднаш по инаугурацијата изјави дека е подготвен да ја посети Северна Кореја доколку бидат создадени услови за тоа. Тензиите меѓу двете Кореи посебно се зголемија во текот на минатата година кога Пјонгјанг изведе неколку нуклеарни и балистички проби. Мун Џаe Ин изјави дека со САД и Кина ќе води сериозни преговори за распоредување на американскиот антиракетен штит. Предвремените претседателски избори во Јужна Кореја се одржаа по корупцијскиот скандал кој доведе до отповикување на претседателката Парк Гун Хие. САД ќе испратат на Народната заштитна единица со противтенковски ракети и автоматско оружје, па курдската милиција ќе помогне во заземањето на Рака, сирискиот град што служи како главен град на исламската држава. Според Вашингтон Пост, портпаролот на Министерството за одбрана Дана Вајт е единствената сила на терен што успешно може да ја заземе Рака во блиска иднина. Проблемот лежи во тоа што Турција вели дека Народната заштитна единица е поврзана со Курдската работничка партија, а и Турција и САД сметаат дека Курдската работничка партија е терористичка група. Најмалку 14 лица загинаа, 22 се повредени при експлозија во магазин за пиротехнички средства во мексиканската држава Пуебла. Меѓу жртвите се наоѓаат 11 малолетници, но тој број се уште не е потврден од официјален извор. Трагедијата се случила во местото Сан Исидоро, на околу 270 км источно од Мексико Сити, при подготовка за религиозен празник на 15 мај. Поголема група луѓе се наоѓале во магазинот кога однадвор било истрелано пиротехничко средство кое паднало врз запаливи материјали. Времето денес беше променливо облачно, наместа со сончеви периоди. Дуваше слаб до умерен ветер. Утринските температури се движеа од 4 до 10, а максималните дневни од 12 до 24 степени Целзиусови.
Од утре метеоролозите најавуваат претежно стабилно време, сончево со повремени облачни периоди и умерен до засилен јужен ветер со побрз пораст на дневната температура. Утринската температура ќе се движи од 6 до 14, а дневните од 15 до 28 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам што бевте дел од нив. Пријатно.